Нема крај на разочарувањата и изневерувањата на македонските тутунари. Откако вчера владеачкото мнозинство во македонскиот парламент не ги гласаше преку потребните измени на законот за тутун, тутунопроизводителите исправени пред уште една неизвестна производствена голгота. Велат, иако лагите и манипулациите од оваа власт не им се ништо ново, сепак револтот и гневот кај нив се големи. Изневерени и разочарани со неподдршката на измените на законот за тутун, тутунарите ќе продолжи нивната голгота со увозот на тутун и покрај сите убедувања на министерството дека тоа нема да се случи и она кое како барање беше во измените за да се остава второстепена комисија и да компаниите морат да склучат договори, тоа нема да биде случај во новата реколта и како што знаете, министерот на тоа не убедуваше, меѓутоа вчерашниот ден неговите пратеници и власта не ги поддржаат овие измени. Во исто време, друг огромен проблем има и се уште неисплатената помош од петиот ковид пакет. Стравуваат дека власта тактизира и дека тие пари ќе бидат предизборно искористени за подкуп на тутунарите. Ако се сеќаваме сите каков циркус се направи при носењето на петиот ковид пакет со носење на позитивни пратеници во собранието, се со цел што побрзо да се изгласа. Меѓутоа, тутунарите од таа циркузијада не добијаат ништо. По некои информации дека тие средства се планираат за предизбори месец септември-октомври, меѓутоа ние тутунарите немаме амнезија, немаме кратко памтење, така да ако мислат дека со 10 денари или 20 денари за време на избори ќе го дадат ковид пакетот и ќе вршат подкуп на тутунарите, тоа нема да го дозволиме. Ние тие средства ги бараме веднаш и сега. Според Мирчевски, и премиерот се уште не си достоил наветувањето за исплата на разликата во откупната цена до 185 денари за ланскиот тутун, а која инаку беше досега незапамтено катастрофална. Со ваквите постапки на власта, тутунарите се плашат дека и оваа реколта, а која е во тек и која безмалку ја работат на вересија, ќе биде уште покатастрофална од ланската.